Тетовчани ќе ви речат дека имаат најубава традиција за Бадник, денот за маскенбал кој е специфичен само за овој град. Која маска ќе се одбере и како ќе изгледа се осмислува денови наназад, за да се биде уникатен. По едногодишна пауза поради пандемијата и онлайн маскенбал, синоќа Бадник се прослави во кафулињата и рестораните. Па ми од вај чекамо да дојде овој ден и секоја година све поинтересни сме и поиќе се маскираме. Традиционално на Огин одиме во нашето мало, годинава јас бев кум и така. Продолжува ли после во кафулињата? Да, па сега одиме во кафуле да се журкаме и после во диско. За мене Бадник значи најголемиот христијански празник и свите по-тетовски се маскираат и одат по куќи. Неколку души има исти маски, другите посебно. И свите се собирамо и така го славиме празникот. Бадник го представува Христовото раѓање и навистина е еден од најубавите христијански празници и баш ни милува кога се маскираме и да излеземе низ градот Тетово тука и да одиме во диско и на разни журки. Ова е традиција кај нас, ова е само у нашиот град се издвојуваат свегде. Има многу убави маски. Традицијата на прослава на Бадник трае одамна, истражува новинарот Зоран Андонов. Тој вели дека постои иницијатива маскенбалот да се брендира, но досега таа идеја е далеко од реализација. Кога истражував порано, кога пишував за овој обичај, уште старите тетовци велеа дека овој маскема, односно ние што го викаме бањабаба, е традиција навистина многу стара. И они не знаат од кога потекнува, но рекоа дека со години, со децении е стара. Јас како мал се сеќавам кога имав 6-7 години, одевме, се собиравме група од 3, 4, 5 деца, одевме низ малото. Обично тој реон си го државме, секој си имаше свој реон, малски реон каде собиравме, а пеевме истата оваа песна што и сега се пее Бањабаба. И ни даваја кој париче, кој коштани, кој оревчиња и такви работи. После нормално кога станавме малку повозрастни, више тоа не беше за нас интересно, тоа беше работа за овие помалите деца. Се до некаде таму после конфликтот, кога почна еден обичај кој и порано ми кажувале дека се применувал, но многу ретко, но почна да се палат бадникови огнови. После 2001 тие првите неколку години, ја мислам, немаше не мало, туку улица во градот каде живеа православни тетовчани, да не се палеше еден огин. Не знам сега точно, јас не се сеќавам кога почна младите масовно да се маскираат и да идат на огновите да играат, но почна да одат и по кафулињата. Еден период не можеше да се влезе во кафуле на Бадник, ако не бидеш маскиран. Таа традиција се задржува и денеска, уште е присутна кај младите, дури мислам дека и многу повеќе отколку во почетокот е присутна. Имаше една убава идеја оваа традиција, овој маскенбал да стане традиционален, односно да стане еден препознатлив бренд за градот, како што имаат некои други градови во светот. Сепак за тоа треба некој поголемо ангажирање, да се ангажираат повеќе луѓе за да се оствари, но сепак како идеја јас мислам дека уште постои. Nasze
Дел од традицијата за бадник во Тетово е палењето на оган во вечерните часови речиси во сите градски мала. Најмалите пак со песната Бадњабаба на вратите на домовите го најавуваат Христовото раѓање добивајќи подароци.